Живеачката станува се поскапа, цените стануваат се повисоки, а граѓаните се посиромашни. Од месец во месец се повеќе се стега домашното ќесе. Спиралата на поскапување вртоглаво расте и зема се поголем замав, исто како да е ставена на брза лента. Според државната статистика за само една година, цените на производите пораснале за речиси 3%. Животниот стандард опаѓа, живеачката станува се поскапа, платите се пониски. Граѓаните се жалат дека едва врзуваат крај со крај, поради тоа што цените на скоро сите производи вртоглаво растат. Граѓаните се жалат дека едва преживуваат, велат не знаат како ќе се излезе накрај со се поскапата живеачка, но и со онака поплиткиот домашен буџет. Се е поскапено, стално сме на пазар овде, а нема некој избор вака наши што продаваат, се негде сигурно се донесени. Цените се поскапени, платите? Да. Пензии ние земаме. Па двајцата со сопругот. Тоа е. Колку има, толку ќе трошиме. До туша трошиме тропојке, ама. Ако имаш пари у джеп, ако имаш примање, чини. Ако немаш примање, ќе смалиш јадење и тоа е. Облека не можеш да смалиш, зашто ја нема. Ние постарите не сме купиле облека. Тешко, многу тешко. Примањата месечни претпоставувам ниски? Да. Да, пензија, знаеш како е, не качена толку години. Тоа е тоа. Не е лесно. Не е лесно. Многу тешко не е, ама не е лесно. Цените на производите се покачени скоро? На се е покачено, новчаникот се попразен, излези со илјадарка, се враќаш без пари дома. Така ќе биде, још поскапо ќе биде. Како што оде, ќе оде се погоре. Она што периодов дополнително загрижува се известното поскапување на цените на горивата за 4 денари, кои сигурно дека ќе генерираат на тамошен раст на трошоците на производството, а со тоа и крајните цени на производите. Периодов поскапеле буквално се, од основните прехранбени производи до превозот, хигиената, пијалоците. Зејтинот од 70 надмина 100 денари, потоа зеленчукот, односно пиперките од 90 кренаа на 200 денари, а масло на огнот долеа и поскапувањето на месото за цели 40%, и тоа врз онака тешката живеачка. Ова за граѓаните ќе значи уште еден нов силен удар. И дека сиромаштијата ќе расте, предупредуваат и економските експерти. Вела дека било крајно време власта да направи нешто за граѓаните. Проблемот на тие семејства е да се прехранат, проблемот на тие семејства да ги изгледаат своите деца, проблемот на тие семејства е исклучително голем и горлив, воопшто не се заинтересирани за никакво превозно средство. Значи за никакво. Тие и така не користат превозни средства, освен јавно превозно средство, кога треба да стасат. Ние за тие луѓе мораме сериозно да се погрижиме, да имаат достоинствен живот, тако како што за жал немаат, бидејќи бројката расте од ден на ден. Колку за илустрација, од почетокот на годинава досега речиси за 1000 денари се зголемени основните месечни трошоци. Ако лани на семејството му биле потребни 32.791 денар, годинава тие изнесуваат близу 34.000 денари. За да се ублажи ценовниот удар врз граѓаните од неминовното поскапување на струјата, власта го намали ДДВ-то во сметките од 18 на 5%, но само за една година, пошто ќе се зголеми на 10 и во 2023 ќе се врати на 18%. Инаку Светска банка веќе објави дека над 55.000 луѓе во Македонија може сериозно да западнат во сиромаштија. Според нивните просечни прогнози, бројките може да се зголемат и до 3 пати, ако дополнително се влоши економската состојба во земјава.